Ви благодарам, заменик председателке. Моето прво обраќање ќе го започнам од можеби од процедурална гледна точка, со една процедурална забелешка до вас како заменик председателка на оваа комисија и за водењето на оваа комисија и за објавувањето на ред и услови за работа во оваа комисија. Ние се доведовме во ситуација во оваа комисија да колешката Снежана Калеска-Ванчева ни држи тука предавања кој што треба да зборува, како треба да зборува, како треба да се обраќа, што треба да каже, што не треба да каже. Не, да не ме прекинувате, се да ме слушате, затоа што ние ве слушате. Можете реплика да си земите слободно. Земете си реплика слободно. Да. Ова е до председателката, не е до тебе, Мартин. Мартин, ако имаш некоја забелешка, можеш да реплицираш слободно. Ова е забелешка до председателка, до замен... зборие, а кажав дека ќе го почнам со процедурална забелешка, затоа што не ми дадовте можност да се обратам процедурално предходно, затоа сакам сега да го искористам овој дел и да ви забележам на вашето мнение на оваа комисија. Вие сте председател на сите овде пратеници што седиме на оваа маса, не сте председател само на владачкото мнозинство и да му дозволувате на колегите да ги коментираат и да дискутираат за тоа што ние зборуваме, како зборуваме, што треба да зборуваме, кој читал закон, кој не читал закон. А од друга страна да не дисциплинирате нас од опозицијата дека треба да се држиме до законот, треба да зборуваме по законот и се останато. А колегите од власта да ги оставате да дискутираат за по однос на тоа што ние сме зборувале. Значи тоа беше до вас, а сега ќе продолжам. Добро што кажавте да се спремиме барем како пратеници дека ќе зборуваме и цела ноќ. Значи јас од кога сум присутен во комисија, од кога дојдов, го стекнав то мислење. Не. Продолжам со процедурално. Не, изнесовте невистини, јас морам да реагирам на тоа. Не е така. Не е така. Не е човечки тоа што вие го правите, затоа што ние сме сите пратеници, имаме право да зборуваме. Имаме право да зборуваме. Ако мислите дека треба да ќутиме, тогаш тоа е друго. Така се однесувате сега. Ми влегувате во збор, а јас ве слушав. Ако сте председател за сите, ќе ме изслушате и ќе слушните што сакав да кажам. А вие ми влегувате во збор, не ми дозволувате да го кажам тоа што сакам да го кажам. Знаете дека грешите, знаете дека и дозволувате на колешката да се однесува како таа да е председател. Гледам дека имате конкуренција на председателското место на оваа комисија, така да ве молам да се држиме до достоинството и да бидете достоинствени за функцијата што ја вршите. И да ми дозволите понатака да продолжам да зборувам. Да, продолжете, само сакам да знам за процедурално продолжувате или за збор? Не, ќе продолжам со зборот. Ако е за збор, ја немам намера ниту цела ноќ некому да му правам рецензии на говорот. Затоа продолжете слободно. Ако е за процедурално, фер и коректно е да ми кажете претходно, за да нормално да се спремам за одговор. Може да продолжите за збор. Да, продолжувам по дискусија за амандманот. Јас и во вчерашната комисија зборував по одредени амандмани и по тоа што треба да се прифатат овие амандмани и во денешнава седница ќе зборувам по истите амандмани, затоа што не можам да разберам од кои причини владачкото мнозинство, заменикот ги одбиваат амандманите и од што се плашат. Во овој амандман се предлага со цел мислењата издадени од разни органи на државна управа да не бидат без значење во носење на одлуката за доделување на концесија и да се бара согласност наместо мислење. Исто така да се консултираат советот на општините, а како најважно е при доделување на концесијата да се консултираат и граѓаните преку
јавна расправа. Јас не гледам тука ништо страшно и ништо спорно, зошто овој амандман треба да се одбие, а го слушав заменик министерот во неговото образложение, каде што кажува дека овој амандман се одбива затоа што била забранета јавната расправа во одреден дел со законот. Јас не можам да разберам како може да е забранета јавна расправа и да се консултираат. И така кажавте. Јас ве слушав добро и кажавте дека е забранета. Без разлика. Значи, јавна расправа е секогаш добре дојдена и треба да се сослушаат сите граѓани што живеат таму, затоа што тие се тие што треба на крај да кажат дали тоа смета по нивното здравје или не. Понатака, треба да се консултираат општините и советите и советниците, затоа што тие луѓе доаѓаат од тие простори каде што треба да се издаде концесијата и тие луѓе имаат обврска пред тие што ги гласали. Исто како и вие, сите што седите тука и ние како пратеници што имаме обврска кон нашите кон граѓаните што не гласале, така и советниците имаат обврска кон нивните гласачи од одреденото населено место да обезбедат или да дадат согласност или да не дадат согласност да ги заштитат во нивните интереси при спроведување на некои концесии. Неразбирливо е како локалните самоуправи, природното добро што се наоѓа на нивната територија да немаат право да одлучат дали треба да се располага со тоа или не треба да се располага со тоа и да не се консултирани воопшто за таа проблематика. Колешката Калеска Ванчева каже дека ние сме немале доверба во институциите што сме поднесувале вакви амандмани, но јас ќе кажам дека работата е обратна. Вие немате доверба во институциите и затоа ги заобиколувате и општините и општинските совети, затоа што за одредени концесии за кои што некој ќе добива провизии, вие не сте сигурни дека советите ќе ви дадат зелено светло, па затоа одите со барање само на мислење, кое што мислење на крај не мора ниту да го земете во предвид. На крај Министерството ќе си издаде концесија, без разлика дали некој ќе даде негативно мислење или позитивно. Затоа што мислењето не е акт, акт е согласност од совет и таа е обврзувачка и мора да се почитува. Мислењето не мора да се почитува и поради тие причини вие одите строго со барање само на мислење. Овие експлоатации на минерални суровини се исклучиво за провизии, тоа е јасно од динамиката на носење на овој закон и брзањето и насилното носење на овој закон преку Комисијата за европски прашања со брутална злоупотреба на европското знаменце да расправаме за минерални суровини само за да се донесе за што побрзо време, затоа што некој веќе чека да добие концесија и да ја однеси торбата во Министерството и така да се поделат провизиите. Заради тие причини ние имаме маратонски седници на ова комисија, злоупотреба на европско знаменце, малтретирање на пратеници до 10, до 11 да се држат седници. Ево, денес имаме најава дека повторно ќе имаме од 10 до 11 и цела ноќ седница. Така да треба да се разјасниме дека целта на носење на овој закон е само провизиите што ќе се добиваат од одредени концесии, а за општото добро, за граѓаните, не треба да мислиме и не треба да размислуваме. Затоа ќе маршираме декларативно, како што кажа колешката Ванчева, ќе маршираме декларативно, а тука ќе поддржуваме закон кој што ја загрозува здравата животна средина, го загрозува животот на граѓаните, а ќе излегувате на маршови и ќе кажувате зелена агенда и дека
дека вие сте за заштита на животна средина и за подобрување на условите за живот на луѓето. Не сте. Треба тука јасно да се каже дека не сте и дека не ве интересира ниту здравјето на граѓаните, ниту здравата животна средина. Тоа го користите само како изговор за да дојдете на власт. Од кога дојдовте на власт, ја сменивте целата песна, па сега граѓаните ќе ги оставаме да ги прашаме за мислење. Или општините. Ние во државата решивме се функционира како што треба, уште концесиите да ги решиме сега и готово влегуваме во Европа со овој закон на оваа комисија за европски прашања. Значи концесиите да се решат, провизиите да се решат и супере. Прашајте ги граѓаните како е да живеат таму каде што има каменоломи, каде што има рудници. Зошто не ги прашате тие луѓе? Зошто избегавате од средба со тие луѓе? Што се плашите од тие луѓе? Тие луѓе ве гласале можеби дел. Зошто избегнувате да ги прашате? Па баравте гласови пред известно од тие луѓе. И сега тие луѓе не ви се важни. Зошто? Затоа што некој треба да добие провизија, некој треба таа концесија дебело да ја плати, за да искористува национални добра. Државата од сето тоа нема ништо или многу малку. Од тоа ќе се богати некој 20 или 30 години, а некој ќе трпи. Некој ќе трпи да живее во загрозена животна средина, во загрозени услови, да издржува семејство и да живее на тие простори. Ви благодарам.